Значи, според годишната програма за финансирање на проекти од национален интерес од областта на културата и ова 2015 година Министерството за култура на Република Македонија подржа 24 проекти на музеот од Куманово. Освен овие 24 проекти, имаме уште два капитални проекти подржани директно од владата на Република Македонија. Од областта на археологијата и оваа година ќе се работи на систематските археолошки ископувања во локалитетот Црквиште или познатиот Визијанус во селото Плечевцо, по кое што минатата година бевме познати по ексклузивното откритие каде што се откри римската бања Терна. Се надевам дека и оваа година ќе продолжиме во тој правец и ќе имаме уште нови откритија, бидејќи навистина се работи за прекрасен локалитет, односно за цел римски град. Она што ќе биде интересно во археологијата е оваа година што ќе се отвори локалитет кој што со години не е работен, локалитетот Костоперска карпа во селото Младо на Горичино или познатиот Джептиловски камен. Се очекува на овој локалитет да има навистина ексклузивни откритија. Освен овие два проекта кои што се поддржани од Министерството за култура, спомнав дека постојат и два проекти кои што се капитални, а тоа е македонски познатиот бренд Кокино, кој што е влезен во 3-годишната програма за уредување на целокупниот локалитет, а се со цел ставање во туристички цели. А исто така, уште еден локалитет е локалитетот Градиште во селото Младо на Горичино, кој што ќе го раководи професор Маријан Јованов од Скопје. Од областта на етнологијата, значи минатата година, навистина Кумановскиот музеј дигна голема прашина во позитивна смисла со модната ревијата Ала Франга, која што имаше свој гостување низ Македонија. Истата ревија, но сега со модните трендови од средината на 19 век па до денес, ќе биде одржана и оваа година, значи ќе биде реализирана во лапидариумот на музеот, а освен тука, оваа година оваа ревија е поддржана и како меѓународен проект и ќе има свое гостување на 27 април во Софија, во Македонскиот културен центар. Велам 27 затоа што тој датум ќе биде датумот на обележување на 10 години јубилеј од постојање на Македонскиот културен центар, па токму нашата ревија ќе биде прикажана по повод таа свеченост во Софија. Освен во Софија, ревијата има покана да гостува и во Велес, бидејќи тој е градот на културата оваа година, како и во археолошкиот музеј во Скопје. Освен ревијата, етнолошкото оделение, како и досега, ќе продолжи да работи на снимање на етнодокументарните филмови околу истражувањата за обичаите и сето она што веќе се на забот на изминување на времето, за да сето тоа го забележиме со видеозапис и да остане. Ќе се работи филм за Свети води Свети Марко, околу обичаите за валовичарите и воденичарите во Кумановско, како и за сточарскиот живот и стриг на овци во селото Отошница. Сите овие филмови ќе бидат изработени и најверојатно туку сигурно ќе земат свое учество на етнодокументарните фестивали во земјава и во странство, па се надеваме и оваа година на некоја од наградите. Оно што ќе биде интересно за оделението од историја, оваа година, како што сакам да потенцирам, овој проект не е особено важен само за музеот, туку и за градот Куманово, бидејќи историското оделение е поддржано со проект кој што ќе изврши увид на состојбата на сите спомен обележја, спомен бисти и спомен плочи во Куманово и Кумановско, така да навистина ќе се изврши увид и ќе се утврди сето она што е потребно да се реставрира, конзервира и мислам дека овој проект ќе биде навистина од големо значење за самиот град Куманово. Интересна ќе има историска изложба и тоа на оружје од османлискиот период до крајот на Втората светска војна, значи во галеријата амбиентално во витрини ќе бидат изложени значи оружје од османлискиот период. Ќе бидат изложени кубури, саби, јатагани и така натаму и се надевам дека ќе биде навистина интересна историска изложба. Историјата на уметност исто така е поддржана со доста добри проекти. Ке се врши истражување за творештвото на Хаџи Константин Зогрев во Кумановско, ке има презентирана изложба на царските двери во Кумановско, а исто така ке се врши истражување за градежните техники, материјали и начинот на градењето на сакралната и профаната архитектура од 18 до 20 век во Липковскиот регион и се надам дека ова истражување ќе донесе значителни резултати. Од областта на конзервацијата, она што ќе биде интересно освен тековните работи во работењето на нумизматичката збирка, во конзервација на музејските експонати,
Isto така, оваа дарение е поддржано со голем проект, односно конзервација на 72 икони во привременото депо на црквата Свети Никола во Куманово, кој што се навистина во многу лоша состојба, па се надевам дека со овој проект ќе успееме да го сочуваме она што се наоѓа во нивното депо, кое што навистина е во навистина лоша состојба. Како и секоја година, така и оваа година, вратата на Уметничката галерија во Куманово ќе биде ширум отворена. Ќе бидат изреализирани над 11 програмски изложби. Дел од нив ќе бидат самостојни, дел од нив групни, дел од сопреземање. Она што ќе биде интересно за Уметничката галерија ќе биде повторно одржување на традиционалната, веќе кумановски бренд ликовната колонија Куманова, која што во соработка со градоначалникот и Советот на општина Куманово, како и Музеот од Куманово, како и секоја година, кон крајот на август, почеток на септември, се надевам дека и оваа година ќе биде одржана во Меморијалниот центар Астон во Пелинце и се надеваме дека навистина ќе имаме присуство на еминентни ликовни уметници од земјава и странство, кои што зад себе, како и секоја година, ќе остават богат ликовен продукциски материјал. Оваа година Музеот од Куманово доби од издавачката дејност, доби печатење на монографија за 50 години постоење на Музеот од Куманово, бидејќи минатата година го обележавме јубилејот, оваа година ќе ја издадеме монографијата.